civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. На почетокот сакам да се заблагодарам на амбасадата на Германија, на амбасадорката Холштаин, која што практично од почетокот на кризата е со нас, дава поддршка во смисла на донација на една на почетокот значајна опрема за нас во делот на лекувањето на пациенти заболени од ковид, а и сега во овој период кој што е непосредно пред нас во интензивни разговори, разговаравме за и на тамошното унапредување во здравствениот систем со помош на амбасадата на Германија во нашата земја. Ова е една многу значајна донација. За сума од 16.000 евра се набавува значајна опрема која што ќе служи тука во поликлиниката во Шуто Оризари и се зголемува и пристапот и квалитетот на здравствена заштита на граѓаните, пациентите кои користат оваа институција во делот на донацијата и во делот на лична заштитна опрема, кислород, кислородни маски и се тоа што значи брз пристап до еден одреден дел од системот на здравствена заштита. Ова е еден важен сегмент од здравствениот дом во Скопје. Во оваа поликлиника имаат пристап граѓани од многу ранливи категории. Во поликлиниката тука направивме и центар за брзи тестови, што значи дека и тој дел го решивме на некој начин во овој дел од градот и во континуитет подолго време. Наназад има дежурна екипа, лекар, медицинска сестра и лабораторија која што на граѓаните од овој регион има на располагање 24 часа во денот. Благодарение на амбасадата и на Кина во изминатиот период работевме и се заврши проектот за целосно реновирање на оваа поликлиника и тоа ќе започне на почетокот на следната година. Уште еднаш голема благодарност до амбасадорката Холштаин за оваа континуирана поддршка на здравствениот сектор. Искрено се надевам дека таквата соработка и поддршка ќе продолжи понатаму. Почитуван министер Филипче, почитувани присутни, денес сме овде да предадеме проект со кој поддржавме здравствениот дом во Шуто Оризари со различна опрема и медицински материјал во вредност од 16.000 евра за заштита за пациентите и медицинскиот персонал. Ова донација е по иницијатива на Сојузната влада за време на германското председателство во Советот на Европската Унија за помош на државите од Западен Балкан при пандемијата од COVID-19. Со оглед на состојбите, главен акцент на нашето председателство беше справување со пандемијата и незините последици. Овде во регионот на Западен Балкан имаме партнери кои при борбата со пандемијата можат да се потпрат на нас. Особено ни е важно што преку овие проекти можемо да помогнеме на ранливите групи граѓани. Германија до сега се поддржа регионот со 15 милиона евра. Освен тоа, Европската Унија помага со 3 милиарди евра, во кои Германија учествува со скоро 1/3. Му благодарам на Центарот за граѓански иницијативи од Прилеп за професионалната и успешна реализација на овој проект. На граѓаните кои се борат со COVID им посакувам брзо оздравување, а на сите ви посакувам и понатаму добро здравје. Благодарам. Благодарам сите на присуството, огромното присуство, благодарам на министерот за поддршката и пред се благодарам од името на Центар за граѓанска иницијатива на амбасадата на Сојузна Република Германија, не само за оваа помош која што денес овде се донира. Последниве неколку недели за исклучително брзо време беа донирани огромен број на амбулантни возила од страна на амбасадата на целата наша држава, беа донирани медицинска опрема во огромен број, беа донирани хуманитарни пакети за социјално ранливи групи низ различни градови и сето тоа беше направено со идентификување на потребите од страна на општините, од страна на самите граѓани. Германската амбасада најде веднаш на
прием го одобри тоа и за исклучително брзо време се реализира, што денеска и се финишира за оваа година. И на крај сакам да потенцирам дека амбасадата на Сојузна Република Германија 30 години работи на она што значи поддршка на македонското општество, она што значи поддршка на демократијата во нашето општество и 30 години работи за поддршка на социјално ранливи групи, маргинализирани групи, ромите и се она што значи слаби точки во нашето општество. Токму ова е денес показател за сето она што значи поддршка огромна страна на амбасадата. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.